Поздрав, Македонија! Ја ќе бидам краток и ќе давам конкретни напатствија што треба да се прави. Неодамна сите бевте сведоци како со 10 автомобили го блокиравме магистралниот пат према Гевгелија. Тоа имаше веднаш одјек и веднаш не посетија луѓето од ОПС, живи потресени за да не им се пореметат бизнис релациите или не знам што. Очигледно дека само бојкот сериозен и сериозно блокирање дава резултати. Сега, извините, но пошто прв пат се обраќам вака на голема група, ќе морам да ги прочитам с моје размислувања и... Ајде. Човека. Масовно се повикуваат партиите да го поведат народот во граѓанска непослушност. Но тоа е голема грешка, дами и господа. Народот треба да ги поведе партиите во граѓанска непослушност. Со бојкотот граѓаните победија, се осетија силата на бојкотирањето. Нивна беше иницијативата. Време е народот да се осети силата и во блокирањето на државата преку граѓанска непослушност. Време е политичарите да почнат да ве почитуваат, а предавниците да се тресат од страв за нивните мизерни животи и искрадени пари. А партиите, виделе не виделе, на крајот во последен момент ќе ви се придружат. Одеднаш вашата волја ќе стане и нивна волја. Така мора да биде и со граѓанската непослушност. Мора да потекне од народот. Народот мора да се самоорганизира. Секоја акција против хунтата е добродојдена. Организирајте се независно едни од други, во мали групи, во тројки, сами. Бидете креативни. Се што може да попречи хунтата е добро. Дали е тоа издишана гума на слуга на хунтата или е блокиран автопат или аеродром. Се е добродојдено. Нема мали и големи акции. Сите ние сме заедно во ова и се е една голема акција. Не чекајте партиски лидери. Не ви требаме ние. Природните лидери сами ќе произникнат од вас. Поделата ќе ги познаете и ќе им верувате. Вашиот инстинкт е непогрешив. Битна е целта е една. Паѓање на хунтата и граѓанско опсење на Зоран Заев. И на секој кој ќе се обеди да го попречи народот во ова. Секој од нас, без обзир дали е физичко лице, здружение или партија, треба да застане за овие правила. Така ќе познаете кој. Од 27 април 2017 наваму не признаваме ни казна за паркинг, а камоли преспански договор. Од 27 април по нелегалниот избор на талат шофери и пеењето на албанска химна. Парламентарниот состав не го признаваме и консеквентно сите негови одлуки ги сметаме за неважички. Секој пратеник во парламентот по 27 април навака го сметаме за соработник на хунтата. Задолжувањата на хунтата кон домашни и странски доверители ги сметаме за приватни задолжувања на хунтата. И доверителите ќе си ги наплаќаат тие средства од членовите на хунтата, не од народот. Народот само иницијативно мора да се означи себе со жолт елек и јасно да напише на него: Македонија не признава хунта. И потоа да престане да плаќа паркинг и зонско паркирање, да престане да плаќа градски превоз, да престане да плаќа прекршочни казни, да престане да се одзива на судски покани, да престане да работи со фискални каси и да работи во кеш. Да има јасна цел. Оставка на хунтата и нови предвремени избори во кои СДСМ нема да учествува. Бидејќи народот, ние, носителот на сувереноста на Република Македонија, наредуваме
СДСМ е предавничка партија и као таква ја забрануваме. Способни ли сте за ова, дами и господа? Не ми одговарайте мене. Одговорите си на себе, на своите деца, на своите внуци. А најповеќе одговорите му на Бога, кој оваа земја ви ја даде од памти век да ја чувате и прашајте го. Господе, способен ли сум да ја сочувам татковината? Нема да чуете одговор, но силата ќе осетите. Ќе го почувствувате духот кој ви исполнува и ќе препознаете во себе една вистина. Нашите славни денови не се завршени. Нашите денови на слава туку што почнуваат. Да сте живи и здрави, Бог да благослови Македонија.